Директно со Прва Скопска. Многу ми е драго што ме викнавте да разговараме на оваа тема која што и јас самата ја истражувам. Како правилно да се искористи. Да почнеме прво од тоа да ја искористуваме постоечката интелигенција кај луѓето, да се запрашаме дали таа доволно ја развиваме, познаваме, искористуваме сите видови на интелигенција кои што ги имаме и да ја гледаме вештачката интелигенција или сакам да речам креирана, создадена од човекот интелигенција како продолжение на нашите знаења, потенцијали, вештини, како помош, поддршка, замена во одредени делови каде што не би морале да се вклучуваме и даваме себе си, да ја гледаме како алатка. Јас сакам да кажам, секоја алатка, се што е измислено низ историјата може да се користи за добро, може да се користи за лошо. Човекот бира за што ќе го користи тоа. Па така и овој вид интелигенција, односно алатки кои што ни стојат на располагање. Да, за да го развиваме, прво треба да разбиеме огромен број предрасуди, ѕидови, незнаења за кои што не сме свесни, а првиот вид незнаење е дека уште нешто друго постои да се научи. Имаме потенцијал во себе, нешто учиме во формалното образование и тоа не е доволно. Тоа го знам по себе, по моите клиенти, по се што се учи и случува во светот. Значи, прво треба да разбиеме дека знам се, не ми треба, или дека тоа нешто таму друго што се учи е губење време или нечие хоби. Многу често на обуките или во индивидуалната работа учесници ми кажуваат јас не знаев дека нешто вакво постои. А тоа што ние ги учиме е комбинација на психологија, невронаука, како функционира мозокот, мислата, изразувањето, јазикот, телото, како носиме одлуки, како функционираме и така натаму. Значи, треба да си речеме, добро, знам одлично нешто од оваа област и да видам, да прашам, да проверам што друго можам да научам, каде можам да станам подобра личност, како можам да откријам кај себе уште повеќе можности или полесно или по-функционално да ги извршувам моите активности, да не речам задачи. Во таа насока би одела да ги рушиме бариерите, односно предрасудите дека учењето за себе и учењето вештини или така наречен личен развој, професионален развој е луксус, е хоби, е непотребно или кога ќе имам време, тогаш ќе го правам тоа. Треба веднаш да се најде време, секој во различна област да се гради себе си и исто така треба и државата тоа, општеството да го поддржува во насока на креирање на една јавна свест, креирање на достапни платформи, форми на учење, поддршка на развојот на потенцијалот, а не поддршка на некаква само, зборуваме партиска лојалност, редење по списоци и така натаму. Не гледаме во реалноста со години наназад дека потенцијалот се цени и се поддржува. Ете, тоа би можело општеството малку да придвижи. Да, затоа е и направена, да се зголеми продуктивноста и да се зголеми просторот за креативност, да можеме да правиме нешта кои што само луѓето можат да ги направат. Со своето присуство, со својата креација, со својата идеја, да бидеме, токму тоа идејата, да бидеме побрзи во одредени области кои што рачно ги правиме, долго време ни треба, како што се, например, истражување, барање податоци, споредување на случаи, понекогаш и средување зборови во областа на изразувањето, завршување на некои мануелни, повторливи активности, да ја земеме предвид роботиката, роботите кои што заменуваат, да завршуваме некои работи паралелно, додека ние работиме, правиме едно, вештачката интелигенција прави друго. Значи, така ќе се зголеми продуктивноста и не само продуктивноста, би рекла целисходноста, да правиме работи кои што се со поголемо влијание.
Како што рековме на почетокот, треба да гледаме како место за развој. Самите се продолжуваме, се развиваме, просто сега ми доаѓа идеја како пластична операција, нели, од имена ни додаваат делови од телото, ова е некако додавани делови од умот или продолжена рака, продолжена нога, да гледаме на тоа како на нова алатка која што треба да ја научиме. Мислам дека во денешно време има многу пристапни форми и начини на учење кои што не бараат многу влог, инвестиција и во пари и во време. Значи, оправдувањето немам пари или немам време не треба да биде релевантно, не треба да постои. Секој може да најде онолку време, дури има и толку многу бесплатни пристапи, бесплатни алатки и места за учење, да го поднаучи или усоврши користењето на вештачката интелигенција онолку колку што им е потребно за личното функционирање, напредување, за областа во која работат. Така што тоа е моето гледиште, па и некој вид совет како треба да гледаме на ова, како на секоја друга технологија која што доаѓала, за која што најчесто нели има отпор на почетокот, секакви предвидувања и сценарија. На нас е како ќе ја примениме, што ќе правиме со неа, нели? Со нож можете да убиете човек, можете да исечете парче леб да нахраните некого. И со барут, и со се друго, и со нуклеарната енергија. Така што од луѓето зависи и затоа се враќам на почетоците. Ние треба да се менуваме и развиваме во начинот на размислување, владење со емоциите или познавање на емоционалната интелигенција, развивање на добрината во нас и после да ги користиме овие други алатки како помош. Да, веројатно ова е одлично прашање за колеги, колешки што се занимаваат со човечки ресурси, распоредување, нели, организацијски процеси и секако дека ќе бидат заменети некои работни места. Можностите кои што постојат е да се доучат, да се преориентираат луѓето од тие работни места на некои други, да прават нешто друго, да прават нешто поинакво, кое што ќе биде добро и за нив, одговара на нивните квалитети, способности, квалификации, на организацијата, па и на општеството целосно. Зависно од индустријата, зависно од дејноста во која што работат и колку е применливо и заменливо. Не значи дека ова сега одеднаш сите во иста мерка ќе го користат и применат. Многу зависи од типот на организацијата, во која индустрија работат, што работат, кој им се производи, кои им се процеси. Можеби ќе ги преформулираат и променат своите процеси, можеби производот на крај што го даваат или услугата. Велам, секој треба да си најде како мене ова може да ми ја подобри организацијата, функционирањето, резултатите, па и задоволството на луѓето што работат внатре. Обично, мојата љубопитност и отвореност ме водела напред, па и надвор од границите, нели, не само на мојата земја, туку и на мојата професија. Штом нешто го создал човекот и гледаме бенефит, гледаме користи, гледаме добра примена од него, не гледаме нели дека нешто веднаш е штетно, не зборам за штетните нешта. Штом гледаме дека нешто е корисно, нешто е напредок или ако сакате пошироко, универзумот создал услови да на планетава тоа почне човекот да го развива, пак цело време сакам да се навратиме дека човекот ја креира овој вид интелигенција, односно вештина и способност. Велам дека треба да се истражува, да се користи и секогаш борбата е како да превагнеме да се користи за добро. За напредок, за олеснување, за просперитет, за прогрес, за помалку да се мачиме. Тука е клучот. Да, одлични се овие иницијативи на општините да креираат пристап до нови знаења,
за различен вид популација, оти не само што можеби некој не може да си го дозволи тоа, но и не знае дека постои. Да се потсетиме на тоа. Не знае дека нешто такво постои. Или верува дека ова е тешко за мене, ова е преголемо, ова не е за мене. На ваков начин, ако се овозможуваат вакви курсеви, обуки, работилници, вистина им се доближуваат тие алатки. И да, многу е важно да се работи прво на дигитална писменост, медиумска писменост. Живееме во време каде што хара, не знам просто кој македонски збор да го најдам за ова, измамата исто така. Значи, велим, нели, колку е нешто за добро, веднаш некој ќе гледа да го искористи. Значи, измама преку лажни вести, лажни слики, лажни објави во социјалните медиуми. Измама преку намамување на нешто да се направи дигитално, па да им се наштети на средствата, на податоците. Многу е важно, па ќе се вратам на основата, да бидат љубопитни, да дозволат да учат и да си речат можам да научам се, не морам да станам сега јас експерт, нели? Туку ќе го научам ова исто како што го научив мобилниот телефон, како што научив можеби не знам да возам точак, да правам нешто друго. Годините не се тука важни. Не е важно на која возраст сме, важно е зашто ќе го примениме, зашто ми треба да одам нешто ново да научам. И најважно е да си речам можам да научам дел од ова. Не е страшно, не е ова толку нешто невозможно. Секогаш имало и ќе има начини како да се измами системот. Нели? Зависно, пак ќе речам, во која мерка е тоа и колку е за добро и колку влијае штетно или не влијае. Сум читала за случаи каде што им даваат отворено, еве ти компјутер, еве ти користи се, напиши, нека ти помогне ChatGPT, па врати се, ти доправи го. Сум читала за случаи каде што во едукација на деца од основно училиште се креирани дигитални ликови, каде што, например, доаѓа ликот на Наполеон во дигитална форма, им ги раскажува војните, им го раскажува. Просто не учат од учебник, туку го слушаат тој креиран лик кој што им ја раскажува историјата. Да се навратиме на мамењето и препишувањето. Имаме случаи каде што луѓе добиваат дипломи и без да мамат и препишуваат, тие воопшто не ни одат на испит. Како со тоа да се справиме? Тоа нема врска со вештачката интелигенција. Значи, она што е наш печат, она што е автентично знаење, примена, не може да го излажеме или да во толкава мерка да бидеме нешто што не сме. Така што знам дека има и методи кои што ги откриваат тие. Па што да речеме, доскоро, не доскоро, се уште ќе видите реклами на Facebook, пишувам магистерски, пишувам семинарски, пишувам докторат. Тоа не е вештачка интелигенција, а пак е измама. Значи, ќе се наоѓаат сепак методи како да се разоткрие тоа и верувам дека има и методи кои што сепак ги поттикнуваат да нешто научат, нешто направат сами, да дадат некој свој личен печат на трудот. И најважно е да научат да мислат и да научат да учат. Затоа, велам, овие примери што сум ги читала, кај што им даваат слободен пристап на испит, на проекти, на работилници, слободно ти користи интернет, користи, прашувај се, сработи го проектот, креира ја идејата или решението. Се уште повеќе одам кај Google да прашам, го вежбам ChatGPT и значи сум тип кој ги користи и двете и сум на еден премин да се навикнам уште повеќе на ChatGPT. Ништо не ме предомислувам и треба уште малку време, вештини, знаења да научам како и што да правам со тоа. И некако просто сепак некое уверување и навика стара, од која полека се излегува, дека просто со Google се добива побрзо и адреси, и податоци. Ете, тоа е само. Алатки што помагаат во домаќинството, алатки што истражуваат место нас, што ни штедат време, значи пуштиме да ги наместо рачно да испитуваме, да тражиме, да собираме податоци, алатки кои што ќе собираат податоци за нас, алатки кои што ќе дотераат некој процес, малку ќе го
подобрат, редефинираат во смисла на дигитален израз, писмен израз, форма, дизајн. И ако гледаме пошироко, алатки во медицина, во едукација, да гледаме пошироко на примената, не само на нас како индивидуи, таму е многу пожелно да замениме некои процеси, за да не чекаме, за да не поминуваме многу време во администрација, бирократија, повторување. Сега ги имам и медицината и образованието на ум кога зборувам.